Сега веќе е време за нашиот прв денешен гостин. Знаете дека веќе овој термин е секогаш резервиран за гости од Аџи Бадем Систина. Ова утро со нас е доктор Александар Радоешки. Добро утро, доктор Александар Радоешки, инаку е специјалист по анестезија. Добро утро и Слободанка. Добро утро. Не знам дали имавте можност и 20 пред да влезете да слушате дека со нашите гледачи денеска разговаравме, правивме на паралела помеѓу приватното и јавно здравство. Генерално, приватното здравство ги нема оние маки што ги има јавното, не е болно здравство. Единствен проблем за гледачите се високите цени, докторе. Ама вие тука не можете ништо да правите, но предпоставувам дека сепак ќе дадете значајни совети од вашата област. Слободанка, повеќе. Така, благодарам многу Искре. Уште еднаш добро утро и до тебе, добро утро и до нашите гледачи кои што јас нели како што и ти сигурно велиме, секој си има право да си го каже нели својот став и начин на кој што се размислува. Добро утро, докторе, и од мене, и добро не дојдовте во нашата утринска програма. Јас би сакала на самиот почеток да ве прашам, а зошто да не, со оглед на тоа дека гледаме дека сте се уште млад, доктор, како ви започнува едно ваше утро и дали кога не имате, еве, можеби обврски на своето работно место, има некој поинаков начин на будење? Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Едно утро секогаш започнува со една добра шолја кафе. Тоа е редовната пракса. Колку порано, колку посилно, колку потопло, тоа е толку поубаво. После тоа може да почне работниот ден. Секако рано почнуваме на работа, затоа што нашите интервенции се доста посериозни, подолги, порано почнуваме нешто на работа. Кога не сум на работа, односно кога сум дежурен, денот малце поспоро почнува, полека. Со некоја утринска програма. Порелаксирано. Малце порелаксирано. Така, убаво. Еве сега ние ќе зборуваме за, ако јас нешто погрешам, меѓутоа нема, со оглед на тоа дека се надевам добро ќе го прочитам. Аортната валвуларна хирургија. Валвуларна хирургија. Сега прашањето што е точно тоа и кои типови на аортна хирургија постојат и за што конкретно се работи. Секако ја наметнуваме веќе нели темата кардиохируршка интензивна нега и анестезија, меѓутоа еве ова ќе биде и првото прашање до вас. Благодарам. Јас сум вработен на оделот на кардиохирургија при клиничката болница Аџи Бадем Систина и она што можам да ви кажам во однос на хирургијата е сепак од анестезиолошки одел. Тоа се само некои општи работи, еве конкретно за аортната валвуларна хирургија. Валвуларна хирургија, да. Знаете, малце во нашата терминологија се меша латинскиот јазик, се меша таа латинска терминологија. Затоа бараме помош ние секогаш од вас. Да, малце е така. Изрази се ваши. Видете, на нас малце потешко ние да се изразуваме на македонските термини да ги користиме затоа што веќе сме навикнати на таа латинска терминологија, малце потешко ни е тоа изразување на македонските термини. Така, но ќе појасниме што точно значи и зашто се практикува. Да, значи аортната валвуларна хирургија е една од најчестите интервенции кои што се среќаваат во кардиохирургијата. Она што треба да се напомене дека генерално како заболување, аортната валвула всушност представува валвула која што возможува еднонасочен проток од срцето во аортата, кој што представува најголемиот крвен сад и го исхранува и го васкуларизира целото тело. Сега секако секое заболување на таа аортна валвула представува сериозен проблем за пациентите. Тие генерално се поделени во две, ако сакате во три поголеми групи, од кои што првата група е всушност аортна стеноза. Станува збор најчесто за дегенеративно заболување кое што се сретнува кај лицата со текот на возраста кое што се јавува. А зошто се стекнува? Кои се причините? Што доведува до такво заболување? Станува збор за мултифакторијална болест. Меѓутоа, она што треба, повеќе фактори секогаш играат улога. Значи во медицината нема една работа која што се знае која што ја предизвикува тоа заболување. Се спомнуваат повеќе ризик фактори, несоодветниот начин на живот, пушењето на цигарите, стресот, понатаму стресот е еден од секогаш од најголемите фактори кои што предизвикуваат проблеми. Во основа станува збор за стеснување на пречникот, на диаметарот на аортната валвула, поради што се оттежнува протокот на крвта од самото срце према аортната валвула. Со тоа самото срце страда, потребно е да се постигне поголем притисок за да се исфрли таа крв во аортата и секако предизвикува тегоби кај пациентите од типот на замор, тешко дишење, глад за воздух понекогаш, може да се јави и срцебиење, кое што неретко е еден од симптомите кои што се јавуваат кај оваа болест. А од друга страна треба да се напомене дека сериозен исто така фактор е и пушењето на цигарите, нели, алкохолот,
Сите тие се ризик фактори кои што се споменуваат секако кај повеќето заболувања. Меѓутоа и најновите податоци покажаа дека ние сме нација, народ која е една од водечките во пушењето цигари тука кај нас, што значи дека да сигурно дека и поради тоа статистиката покажува и поголем број на заболувања токму поради оваа причина што сега ја наведовме. Знаете како cigarите се еден чуден феномен, додека во светот паѓа инциденцата на користењето на cigarите, кај нас напротив расте. Тоа е еден загрижувачки фактор за кој што јас не можам да ја пронајдам причината. Стресот па се некако сака да го ублажат со цигара или слично, што не е во ред, меѓутоа најверојатно така е начинот на размислување. Да, меѓутоа сепак еден сериозен проблем на кој што треба да се обрне внимание. Во последно време се спомнуваат и они вапинг цигари кои што исто така представуваат дополнителен сериозен ризик фактор кој што тек ќе се проценува за ризиците кои што ги носи на здравјето. Што ја носат, и за електронските исто така цигари. Досега се уште ги немали, за оние знам за да кажеме обичните поднаводници цигари колку се штетни, тоа е веќе истражено, проучено и така натаму. Меѓутоа имате ли се уште барем некој податок за електронските цигари за овие што сега ги споменавме? Па искрено лично немам се уште, меѓутоа секојдневно се појавуваат нови студии кои што укажуваат на сериозни проблеми, респираторни проблеми. Знаете, во анестезијата е многу битно анестезијата како гранка всушност менаџира со ризиците. Ризиците од оперативната интервенција. Таа како гранка постои за да се обезбеди безбедна хирургија и ние се справуваме со ризиците. Верувајте, ризикот е многу поголем кај пациенти кои што се пушачи, отколку кај пациенти кои што не се пушачи. А во последно време се споменува и дека пушачите кои што ги користат електронските цигари исто така се појавува исто така значителен ризик за самата интервенција. Едноставно прекинување или ако сакате абстиненција на 2 до 3 недели драматично подобрува белодробната функција, со тоа и се намалуваат ризиците од постоперативните компликации кои што би се јавиле кај секоја анестезија. Затоа кај пушачите, особено кај оние страшните пушачи, се препорачува прекинување на цигарите, баш абстиненција. 1 до 2 недели драматично ги менува работите. Кога зборуваме за кардиохируршката интензивна нега и анестезија, што е она што како најглавно треба да се истакне, односно и во вашата професија, така ли? Дефинитивно. Значи, овие кардиохируршките интервенции пред се представуваат позахтевни, пообемни интервенции. Сепак кардиохирургијата представува врвот од хируршките гранки. Анестезијата исто така треба да представува врвот, треба да представува нешто на кој што највеќе си посветен и имаш огромна видимост за тој период за време на самата интервенција. Иначе анестезиите во кои што се изведуваат овие операции всушност представуваат целосна анестезија, општа анестезија или ја не викаме општа ендотрахеална анестезија, каде што пациентот е нели целосно заспан. За време на интервенцијата се даваат лекови, седативи со кои што пациентот спие, се даваат лекови против болка, со цел да се овозможи максимален комфорт на пациентот. И сега мене ме интересира како проценувате кој пациент треба, зависно нели секако дека и од со она што се соочува нели предоперативниот зафат, тука сте вие за да го процените тоа, меѓутоа има и кои што се со анестезија, но и будни. Како доаѓаме до таа проценка? Значи вака сега тоа зависи првенствено од неколку работи. Првенствено станува збор за интервенцијата, дали таа интервенција соодветствува со различните типови на анестезија, затоа што не постои само општа анестезија, постои и регионална анестезија која што може да се користи. Тоа означува дека се анестезира, се обезболува одреден сегмент на телото. Тие доаѓаат предвид на пример спиналната анестезија, епидуралните анестезии, меѓутоа сепак тие не се поволни за овој тип на интервенции, пред се затоа што за време на кардиохируршките операции интервенции има една драматично манипулирање со основните физиолошки процеси на човекот. Значи самата интервенција е следена со канулирање на аортата, на големиот крвен сад, употреба на екстракорпорална циркулација, значи машина која што функционира налик на срцето, а се наоѓа надвор од срцето, се вика и вонтелесна циркулација, така да овие други типови на анестезија не се баш погодни за овие интервенции. Постојат нели за другите интервенции? Постојат дефинитивно за сите интервенции, тоа зависи, тоа зависи од оперативниот зафат. Од оперативниот запад, од поверувањата на хирургот,
од поборувањето и од можностите кои што ќе ги дозволи самиот пациент. Знаете, обично пациентите не секогаш се они способни да издржат будност за време на една хируршка интервенција. Знаете, повеќето пациенти викаат само заспите ме, све друго ќе биде како што треба. Така да зависи од повеќе операции работи. кои можат да ја проследат и да бидат будни, можеби бараат и да бидат целосно нели заспани. Верувам дека е така. Тие што идат дефинитивно и со регионална анестезија им кажуваме ќе ви помогнеме, ќе ви дадеме некој леп малце, ќе подзаспиете, ќе помине интервенцијата како што треба. Малце разговор треба повеќе. Секако. Јас би сакала тука и да го наметнам прашањето колку е тешка вашата задача како анестезиолог. Тешка, како тешка, задачата воопшто не е тешка. На моменти доста захтевна, би рекол, на моменти доста стресна, меѓутоа дефинитивно исполнува. Мене воопшто не ми е тешко, јас ја сакам анестезијата од секоја област, веќе 4 години работам на оделот за кардиохирургија при Ачибадем Систина и навистина си ја сакам работата. Знаете, чувството е одлично кога некој тежок пациент ќе помине еден тежок интраоперативен и постоперативен тек, ќе си отиде дома и ние буквално ќе го видиме на нозе, пациентот веќе не можеш да го препознаеш кога ќе дојде на контрола кај нашиот кардиолог. Ти го гледаш во интензивна нега за време на операцијата, во интензивна нега и веќе кога ќе го видиш надвор, не можеш да го познаеш човекот, она буквално кога ќе се видите на слики, тоа е веќе така. Чувството е извонредно. Кажавме дека на повеќе години сме веќе во оваа професија за која што зборуваме, што со оглед на тоа дека колку и да поставувам прашање, мене сепак ми е таа токму и вашата гранка, да кажам, во медицината, многу специфична, затоа што кажавме претходно и позборувавме нели дека сепак треба за пациентот да се одреди точно како вид на анестезија треба да е, меѓутоа претходно вие разговарате исто така со пациентите, ги прашувате какви лекарства користат, сето тоа за да се дојде до една да кажеме нормална функција на анестезијата и вашиот план кој што си го реализирате. Па сигурно дека секој пациент различно се кажува и различно во животот нели си има своја терапија, но вие според тоа треба точно да дијагностицирате, односно да ја дадете анестезијата. Ете тоа затоа прашав колку е тешко и дали верувам дека воопшто не е тешко, меѓутоа како што кажавте, сепак предизвикува некој стрес и мора да бидете многу внимателни. Ако некој нешто јас знам со оглед на тоа дека искуството си го прави своето, секако се поставуваат повеќе прашања за да не се заборави некоја било каква терапија. Колку тоа има значење во улогата кај анестезиологот? Знаете, секој пациент е индивидуален, е различна индивидуа и за секој пациент се прави индивидуален план од страна на анестезиологот. Значи специфични критични точки на кои што треба да се внимава за одредени делови од анестезијата, односно од хируршката процедура. Во овој случај да речеме каортната валвуларна хирургија, многу битен е интраоперативниот мониторинг, следењето на пациентите. Меѓутоа она што предоперативно треба особено да се внимава е делот на лекарствата што ги пијат пациентите. Ова се пациенти кои што се преоптоварени со некои други коморбидитети, нели не е само хипертензијата, не е само аортната валвула, многу пациенти имаат нарушувања со дишењето, некои обструктивни синдроми, понатаму дијабет, така да едноставно пијат една обемна терапија. Она што треба да се внимава е дека има одредени лекови кои што предоперативно е потребно да се прекинат, значи да се направи пауза. Типичен пример се антикоагулантните кои што најчесто пациентите кои доаѓаат за кардиохируршки интервенции ги пијат. Има лекови кои што треба да се прекинат од 2 до 5 дена пред операцијата. Понатаму лековите кои што се користат за контролирање, односно менаџирање на дијабетот, на шеќерот, како што е на пример глукофажот и метформинот, исто така треба да се прекинат предоперативно 24 до 48 часа. Така да тие некои точки кои што се критични, на кои што главно се фокусираме и секогаш ги нагласуваме на пациентите пред да дојдат за време на интервенцијата за да се почитува таа пауза од соодветниот лек. Да, верувам дека е така, токму затоа го поставив ова на прашање. Она што исто така би сакала еве кога сме кај кардиохируршката интензивна нега во последно време, значи повторно ќе се вратиме на почетокот со оглед на тоа дека споменавме сме пушачка нација. За жал, дори статистиките покажуваат многуте земји се откажуваат, ние напротив се уште статистиката покажува дека се зголемува бројката за жал на пушачи, меѓутоа и стресот доведува до кардиоваскуларни заболувања како и пушењето. Дали статистиката кај нас покажува и тоа дека секојдневно се прават операции од ваков тип или? Па знаете како, ние сме една мала нација, дојдовме до тој степен? Да. За жал.
Да. Се изведуваат кардиохируршки интервенции, процентуално ние не бегаме многу од европските земји. Она што треба да се напомене дека во споредба со европските земји кај нас повеќе доминира кардиоваскуларната хирургија, значи хирургијата на коронарните крвни садови за разлика од валвуларната хирургија, затоа што во светот повеќе доминира таа аортна валвуларна хирургија, меѓутоа претпоставувам дека причината за тоа сепак е превенцијата. Знаете, сепак матичните доктори, матичните кардиолози се оние кои што треба да имаат една вигилност и да не доведат пациентот да се најде во ситуација да има потреба да се изведува кардиохируршка операција, кардиоваскуларна. Да се внимава. Да, од типот на повеќе крвни садови да има потреба да се... Но секој знак што го чувствуваат пациентите, верувам. Да, едноставно треба да се внимава и превентивата е како велите вие најбитна. медицинарите, односно сите кои сте во медицината, докторите, лекарите, па и сестрите, телото самото дава сигнали, па и никогаш ако не дава сигнали, треба да навреме да одиме на преглед без разлика дали ќе почувствуваме нешто или не. Па не секогаш го слушаме со нашето тело, нели? Меѓутоа, да, секогаш има некои сигнали кои што ги дава и треба да се обавуваат тие систематски прегледи, сепак се доста битни. Да, и за крај само би сакала да прашам разликата, знам дека е голема, меѓутоа дали жените страдаат сега се повеќе од овие заболувања или? Знаете како статистички жените немаат толку повеќе заболувања на крвните садови на срцето колку што имаат заболувања на валвулите. На залистоците на срцето во споредба со мажите. Меѓутоа тоа е една бројка која што статистички не е толку многу значајна. Ние имаме сепак доста болни кардиоваскуларно болни пациенти, кардиохируршки болни пациенти кои што треба да се Но тука сте секогаш вие за да им помогнете. Дефинитивно, да. Многу ви благодарам. Јас мислам дека опативме, ако ништо друго, барем на поважното да го истакнеме што се однесува за вашата професија. Благодарам. Ви благодарам за гостувањето. Искрен, ние тука завршуваме. Само привремено за повторно се вратите со други гости. Токму така. Да. Ви благодарам и на двајцата.